Првите странски работници кои ќе дојдат во Македонија ќе бидат од Западен Балкан. Тоа е регионот од каде државата ќе се обиде да привлече повеќе работна сила за домашните компании. Ова денес во интервју за Дојче Веле го истакна вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, уште еднаш потенцирајќи дека пазарот на работна сила мора да се либерализира. Македонската економија ќе се раздвижува со увоз на работници од странство, пазарот ќе се либерализира, но дали целосно или таргетирано се уште е отворена дилема. Фокусот во старт е регионот на Западен Балкан. Идејата е да се зголемат и годишните квоти, а ако има потреба и општа согласност да се таргетираат и трети земји. Кажа Битики. Од друга страна, бизнис секторот е скептичен дека работниците од Западен Балкан ќе го решат проблемот со работната рака во Македонија. Се разбира дека работниците од Западен Балкан се подобра опција заради менталитетот сличен на нашиот и така натаму, но ако ги земеме во предвид платите кои се исплаќаат кај нас и кај нив, тука нема големи разлики. Што значи може таму да рачунаме само на работници за сезонски работи, краткорочни сезонски работи. Додека она што на нас ќе ни фали во последни 10-15 години, во идните 10-15 години се работници за подолго вработување, за постојано вработување и тогаш може да рачунаме само работници од далечниот исток, да речеме од Филипини, Бангладеш и така натаму, затоа што таму се платите далеку пониски од нашите. Во исто време, многу попривлечна дестинација за работниците од Западен Балкан веројатно е Германија. Тамошната влада исто така најавува либерализација на легислативата за работна миграција, а квотата на работни имигранти од Западен Балкан се очекува двојно да се зголеми од сегашните 25.000 годишно на 50.000 во иднина.